За домашно имавме две задачи. Дали се сеќавате? Михаил, дали ги имаше двете? Јас имам само домашното. Треба се... Да се напише функција која за две дадени низи ќе врати дали се еднакви, дали содржат исти елементи. Ајде сподели да видиме. Е, Ајде да го видиме кодот. Сакаш да ни објасниш што имаш направено? Направив низа од нив и направив и со функција циклус и после направив ако броеви е еднакво на други броеви, тоа е кон точка лог, овие исти имаат овие листи имаат еднаков број на елементи. Ако беа броеви е помало од други броеви, тоа ќе биде константичка лог првата низа е помала. А дали имаш пробано со исти листи да дадеш вредност? Например, броеви, првите копирај ке вторите, да видиш дали ќе ти даде дека се еднакви. Нели тоа треба како со... Кога кај што ти се броеви, копирај ја вредноста на броевите, на линија прва, ова копирај го и стави го тука доле, да кажеме дека, например, се еднакви. И стави го до други броеви. Наместо таа вредност, стави ја другата. Тука подцртај го. Во да ги ставам... Да, да. Наставнички, Да? ја пробав да направам зум, но не може, а татко ми ќе ми се врати уште 2 дена и ќе му речем да ми направи. Добро, сега значи можеш да гледаш предавање, можеш да пишеш, така? Да. Добра, супер. Значи, Михаил, поентата е да имаат исти броеви. Да видиме дали точно ќе не врати. Значи, овие доле да бидат исти со тие горе. Истите да се. Што ќе ти испечате? Не ти печате? Ништо, бидејќи не можеш да ги споредиш. Никогаш нема да ти врати дека се еднакви, ни поголеми, ни помале. Ради тоа ќе треба кога ќе ги листаш, тука кога ќе ги листаш, да видиш дали броеви од и, дали овој број е еднакво со други броеви од и. Така ќе ги видиш вредност по вредност. Например, ќе видиш дали 23 е еднаков со 23, дали 43 еднаков со 43. Така ќе знаеш дали имаат исти вредности. Да. Дали ти е јасно? Да. Добро, ајде може да дадам и малце време оваа повторно да се реши. Дали има некој друг домашната? Не те слушам во Константин, може да повториш? Не ми беше јасно. Уште еднаш извини. Не ми беше јасно. Дали сега ти е јасно? Кога Не, не баш, уште еднаш може да. Значи имаме две низи. И сега треба да видиме дали се еднакви. Како ќе ги гледаме дали се еднакви? Ако првиот елемент е еднаков со првиот елемент на другата низа, ако вториот е еднаков со вториот елемент на другата низа, значи правите for циклус да изминете едната низа и внатре имате кондиција доколку броеви од и еднакво на другите броеви од и. Така елемент по елемент
проверувате и гледате дали е еднаква. Аха, добре. Ајде, пробајте. Имате 50 минути, па после ќе видиме и заедно. Па може да ја пуштиме задача да учи? Да, сега. Здраво, Теа. Дали го имаш домашното од претходниот час? Да, Сакаш да споделиш? да, веднаш. Добро, кажи како е решено. Ево го домашното имам да направено функција што ја нареков се еднакви, ни за 1, ни за 2, ќе буде create и for функција. Зашто го проверуваш, на пример, сајзот, дали е исти? Дали се true or false? Значи, прво, еве и другите може да видат како е решена. Значи, имаме функција се еднакви. Прима два аргументи, двете низи. И викаме, ако нивната големина е различна, значи едната има 3 елементи, другата има 5 елементи, значи не се еднакви. И одма враќаме return false, значи не се еднакви. После изменуваме само едната, без разлика која изменуваме, зашто ако не влезе во првиот if, значи дека и двете имаат иста големина. И сега викаме ќе се изменува низата и доколку има некој елемент што не е еднаков со елементот од другата низа, тогаш
ќе врати false и на крај зашто не return true? Теа? Молам? Зашто не return true? За да може да дава и трупаш овде кога викаме for equals plus return false. Нема return true. Значи, доколку не влезе нито едно од тие две, значи доколку имаат еднаква големина и сите елементи им се еднакви, тогаш ќе каже дека е еднаква и ќе врати return true. Ајде пробај дади примере со низа со повеќе елементи. Првата ти враќа true, втората false. Ајде уште едно сценарио кај што имаш едната има повеќе елементи од другата. Повторно треба false да ти врати. Дали сега на другите има јасно? Константин? Да. Добро. Тео, значи, креирај исто во ова copy-paste, само со други низи. Едната да има, например, 2 елементи, другата да има 3. Не целото, само на крај резултатите. Да ги сменам или да ги оставам исти? Можеш на ова copy-paste како друго делче, како трето сценарио. И доле да го напишеш. Ке ти биде ни за 5, ни за 6. И резултат 3. Добро е на 28 линија, резултат 3. Сега да го врати тој резултат. И тука кај се еднакви 5 и 6 ке пратиш. И сега, например, изброеше некој елемент, например, овој тргни го, за да видиме дали ќе ни врати false. Ајде сега рануве. Мора и запирката да ја тргнеш. Добро, ти враќа false. Ето така. True, false. Да, е последната е false. Ако ги направам измешано, ме занима. Што мислиш, што ќе ти врати? True. Пак. Не, бидејќи гледаш елемент по елемент. Викаш дека тој што ти се наоѓа на нултата позиција кај едната, ке истиот кај нултата позиција кај другата. Тоа е разликата. Ако сакаш вака да ги гледаш, можеш со индексов да користиш. И доколку едната низа има индексов елемент, другата низа. Тоа е разлика. Добро. Јас вака ги си јас. Добро. И имавме уште една задача. Задача 2. Да, ја имаше решено и таа. Да, ја таа. Пресно да направиш при наброеви функција. Тијата па доле ги направиш. Не направив низата, резултатот овде за вади и го принтав резултатот. И резултатот испадна 15, пишат броевите се 1, 2, 3, 4, 5. Добра, супер. И викаш доколку type of е number. Ај стави тука string. Па некој string стави во броевите, на место number. Тука сети се бројки 1, 2, 3, пише тест, например. Или така празни. 10. Значи, ако имам број во string. Пак 10. врати зашто не го конвертира, само гледаш ти подали му е number. Како ќе го направиш и да го конвертира? Ќе ти биде со number пред него став. Така? Да.
И после тоа го собиравме. Намерното со голема буква. Пишеме како например. Ама тоа Еден. if-от би било. Значи тука си го пишуваш еден, па после например тука го пишуваш само еден во наводници, number не му пишуваш. Добро. И сега тука стави празно место измеѓу. Тука нов ред. Добро. После тука? заградата. После заградата, не. После заградата. Освен после, добро, ето. Добро. И можеш да после таа заграда. Еде? Тука. Ај. Не. Значи, иде на десна, со стрелка, десна. Со стрелката на компјутерот. Лево, десно стрелките што ти се на компјутерот. Добро. Тастатурата. Десна иде, десна. Десна. И ентер. Добро. Тука. Ки имаш, например, лет нум, или број, или како да се вика, лет број, еднакво на number, еднакво на, сега големо number, и отвори заграда, листот и. Листот и, значи ова ќе го земе. Така? Куцка си загради ни треба тука. Куцка си, добро. Ето. Добро. И сега тука во if-от, значи ќе треба само да видиме if број. Значи доколку може да го конвертира во number. Ако не нема да влезе тука. Тука ќе го тргнем пред if број. Само број. If-от го имаш. Само број. Значи, отвори ги заградите во if-от и само стави број. А тоа што ти е подцртано, избрише го. Вака? Тоа листа од и еднакво на number не ти треба, бидејќи сега тоа не го проверуваме, него само проверуваме дали бројот постои. If број. Целата линија тука избрише, ова избрише го. Добро. Сега отвори загради. Обично. If број. Внатре во заградите само број ставаш. If-от го имаш пред, така, не ти треба пак да го... Значи број тука. Да. И таква крли заграда тука да отвориш. Само if број, толку. Само гледаме дали е вистина. Не ти треба и, не, тргни го тоа, само бројот, тргни ги тие загради таму. Овие? Да. И иде десна стрелка. Тука отвори таа крли заграда. За да го отвориме if-от, доле се затвара. Таа долната избрише што ти се отвори. На 8 линија. На 8 линија. Тука ми Да. тука ми се затвара. Како? Тука ми се затвора доле тука ти се се затвора затвара. Тука ти се затвара. Гледаш, тука ти се отвара, а доле ти се затвара. И сега збери плюс еднакво на број место листа од и. Тука гледаш, место листа од и ќе ти биде број. Број, само број.
Само број. Збир плюс еднакво број. Ето така, ајде да пробаме. Ова празното место? Може да се тргне. Знаете ли? Добро, гледа сега 11 ти даде. Ајде Да. пробај нешто тест напиши, тоа не треба да ти дава, пак треба 11 да ти дава. Да 10, пробам сега. 20 да ти е. Добро, супер, ајде сега тест направи. Нема да работи. Уште Не. нема да number. Да. Добро, супер, фала ти. Дали на другите има јасно? Дечки, Никола, Грегори? Мене ми е јасно. Добро, сакате да ви дадам малце време и вие да ги решите? Или да продолжиме со часот? Ајде ќе почнеме денес со објекти, па ако имаме време и ќе оставиме и за да ги решите задачите. Сега ќе го споделам скринот. Дали ми ја гледате презентацијата? Да. Добро, супер. Значи во JavaScript-от имаме објекти, исто како што имаме објекти во секојдневниот живот. Значи имаме објект кој што е кола, кој што е книга, кој што е предмет на училиште, школа и така натаму. Значи повеќе работи може да се дефинираат како објекти и исто тоа е во програмскиот јазик JavaScript. Можеме да креираме објект со тоа што ќе дефинираме некои негови баш работи кои би можеле да бидат специфични само за тој објект. Например, книгата може да има title, што не значи името на книгата. Така, ќе има автор кој ја има напишано, страни колку има една книга, која е бојата на таа книга и дали сме ја прочитале или не сме ја прочитале. Ајде да пробаме да креираме еден објект во JavaScript. Ќе ни треба нов фолдер, час 12, скрипт. Викаме var и името на објектот. Тука ќе ни биде, например, car. И сега викаме еднакво и отвараме загради. Ќе имаме name Јарис. После тоа можеме да имаме модел Toyota. После тоа можеме колата да има боја, така? Color blue. Која година е направена? Year 2017 и така натаму. Колку врати, например, може Doris 2 и така натаму. Вака креираме еден објект во JavaScript. Може да има овие се properties и може да има бескрајно properties, колку што сакаме. Сите properties може да бидат да имаат вредност од различни типови. Например, не мора се string да може да се number, може да се boolean, new, дали е нова или не, false и така натаму. Ајде сега доколку направиме control log, car, и ќе сейвнеме, ни го дава објектов. Дали сакате вие да креирате некој ваш објект? Дали е за книга, дали е нешто Да. за школа, дали е топка, може да пишете топка, каков тип на топка, одбојкарска ли е за фудбал и така натаму. Пробајте и спринтајте да ми кажете дали ви испаѓа.
Тео, повеле? Наставнички дали може и со нека популарна личност? Може, да. Супер. Добро. Значи, може ли малко да шерна? Да. Сега ќе направим стоп. Повеле? Не знам зошто ми јавува грешка. Тоа бидејќи користиш 3 зборчиња како зборче за варијабла, ќе мора да ги споиш. Најчесто ги спојуваме со тоа што следното зборче почнува со голема буква, за да ги одвоиме, за да ни биде почитко. World, сето тие со голема и bold тие со голема. Разбира сега ќе овде world сето тие со голема тука и бто со голема. А W-то не. W-то ти останува така. Добро. И плюс секоја после секоја вредност имаме запирка за да ги одвоиме properties. Говоре, фала. Добро. World Cup, сето не ти е поправено кај конзологот. Дали некој друг сака да сподели? Ја, повеле? Наставнички мене ништо не ми работи. Ајде да сподели да видиме. М, Ќе треба конзолог за да го испринташ. Така? Не, тоа работа тоа. Ако пишам, на пример, Ти треба да ги одделиш во запирка. Тука запирка ти треба кај кај вредноста ти треба запирка. работи бавави. Ништа. Михал? Да, на мене кога ми се испечатија тако од крајното да почна и се до првото. Од последното до првото Сподели да почна. видам? Сподели да видам? Кога ми се испечати треба прво. Да, доколку го ставиш на браузер, нема врска редоследот. Оно сега ти ги сортира според алфабетски. Ама иначе не ти менува ништо. Повторно си ги има истите properties и си ги има
тие вредности. Сега на браузер алфабетски ти ги сортира. Ама битно ти работи. Добра, супер, фала ти. Константин? Да. Еј, Спорт, name, клуб, лиг, чемпион, тим и спортист. Добро, и сите ти ги принта, да. Тука обично ги принта, бидејќи е обичаен раунер, а на браузер ги принта алфабетски, не минува ништо од тоа. Добро, супер, фала ти. Мм. Грегори? Дали имаш направено? Да. Сакаш да споделиш? Бул, тајп, кога ги пишеш двете црти, можеш споено до пропертито да ги пишеш, не е страшно. Сега, баш убав пример имаш, кај што имаш colors green и white, ама ова треба тебе да ти е листа, така, доколку имаш повеќе. Вака ти е во стринг, а треба да ти е листа. Како креиравме листа? Како креиравме вредност листа? Значи, стававме вакви коцкасти загради и еден по еден елемент го пишувавме со наводници одвоени со запрека. Вака креираме листа. Ајде да видам, само да избрешам да видам оба. Да, ајде сега рано. Ама измеѓу треба, вака ти како е еден елемент од листата, ќе треба наводниците тука да ги ставиш. Гледаш? Измеѓу елементите. Сега ти ги оддели. Ете, добра, супер, фала ти. Дали сите имате направено? Добра, ќе ми кажете доколку некој не му испаѓа. Сега повторно ќе споделам. Значи, видовме како може да креираме еден објект. Кажавме секој објект има, се викаат properties, може да ги викате и keys, клучеви, секој се unique и не можете да имате повторно исти key, значи не можете две name да имате. Ќе ви биде тоа грешка и ќе ви го зема второто. Од секој по едно, зашто нема две properties да ви се направат. Сега ќе видите. Само малце, кога ќе се сампли. Гледате, само едно ми зима. It will take the last value. Значи не можете да имате, еве го, не можете да имате кис исти, тоа што ќе ви биде напишано најнакрај, тоа ќе ви се зема. И вредностите кажавме дека може да бидат од било кој тип. Видовме кај Грегори дека имаше низа, може плюс да биде објект. Може, например, да имаме var user, некој корисник, најчесто ова се користи во апликациите кога сакаме некој корисник да ни се логира. И ќе имаме додатоци за него, например username, John. После тоа ќе имаме продукт кој ги купил, може да биде листа, купил некој тикет, джакет, белт и така натаму, значи листа од продукти што ја купил и може да си има и плюс дополнителен објект како property, како key,
payment, на кој начин платил, и ќе има повеќе податоци. Price, колку платил, например 35, 35 ќе ни биде како number, метод ќе ни биде со картичка дека платил. Значи, гледате, креираме објект со вредности од стрингови, number, низа, објекти. Значи, може и да имаме објект во објект. Можеме да имаме повеќе. Сега, доколку сакаме да конзолок на овој ќе му направиме. User. Еве го гледате, и плюс има листа како вредност на ки и објект како вредност. И овој објект сега кога ќе го креираме, си има оно посебно keys, посебно values, keys и values и така натаму. Ако сакаме да креираме празен објект, ќе биде само со загради. Во овој момент нема никакви кија и никакви вредности. Доколку го испечатиме, ќе видиме вака дека не е празен. Сега, доколку сакаме да пристапиме до некој елемент на објектот, тогаш пишуваме коцкасти и името на пропертито. Значи, прво, името на објектот, како што пишувавме во низа, па после го кажувавме индексот. Сега тука немаме 0, 1, 2, 3, него наместо бројки имаме keys, properties. Сега, например, сакам да креирам функција, каде што ќе кажам како платил овој корисник. Ќе направам една функција, pay, каде што како аргумент ќе го зимам корисникот. Ова ми е објектот што го зима. И сега сакам да испечатам console.log како платил корисникот. Вакви црти ќе направам. The user has paid. И сега кажуваме дека платил. Како сега ќе го пристапиме? Значи, викаме user, точка или вакви, како коцкасти загради, и го пишуваме прво објектов, payment, па после пак го зимаме вториот price. Вака влегуваме еден по друг. Ајде, the user has paid dollars. Или вака. Ајде да ја повикаме функцијава pay со userот. И да видиме што ќе ни испечати. Еве, the user has paid $35. А како ќе му го земаме username-от? Како ќе му го земеме? Викаме user, после User John Doe. тоа ни е вредноста, сакаме да ја земеме, ама не знаеме како ни е вредноста, така да треба кито да му го земеме. Викаме од овој user, кито му е username. Да. Така, ова ќе ма врати вредноста. Да видиме. Само малце, user. Unexpected end of input. Ја ни го принта. User па username. Еве го. The user John Doe has paid $35. Како ќе го земеме сега методот? Да кажеме with card. With, сега што пишуваме тука?
User, добро, после тоа? Метод. Метод ли пишуваме само? Метод кај се наоѓа? А не, user, па username, Username да пишеме? да, и потоа метод, како коцкасти. Ајде да пробаме. Вака ќе ни врати undefined дека не постои. Значи, ова е едно property што има вредност само John Doe. И тука го принтаме. Ова е друго, ова е трето. Значи, нас ни треба user, па payment, па метод. Значи, така, payment, така би ги земале редоследно. The user John Doe has paid $35 with card. Дали ова е јасно? Да. Добро, супер. Сега, додавање на елементи во објект, можеме дополнително да додадеме плюс доколку му ставиме вредност. На овој начин и едитираме вредности. Например, што ако пред да плати юзерот, сакаме да му дадеме дискаунт. Ќе направиме нова функција, function, discount, ќе ни биде од некој юзер. Сега, ние ако го земеме user, точка, payment, точка, него са наводнице, payment, па price, тогаш ќе кажеме дека е еднакво на место 35, да му додадеме, еве прво директно ќе му дадеме 20, место 35, 20. И сега кога ќе го повикаме, дискаунт прво на юзерот, па после да го принтаме колку платил, прво му го менуваме, му ја менуваме вредноста, па после принтаме, би требало да испринта the user John Doe has paid 20. Да видиме. $20 with card. Вака, значи, можеме плюс некој property да му додадеме, да го смениме. Сега како од оваа више претходна вредност што има, да не му е дефолтно 20, него да му биде, например, минус 10. Минус 10, ама без разлика, тука и 42 да става, минус 10 да е цело време. Знае ли некој како ќе го направиме тоа? Како ќе му ја земе вредноста? А ќе биде price минус 10. 10, мислам. А како ќе му ја земе цената? Само price да напишам? Да, мислам. Вака price? Не, мислам со коцкасти. Да. Сега, ако оваа цена сакаме да ја земе, баш го правиме истото. Викаме прво ја зимаме оваа вредност, 35, ја намалуваме со 10 и ја ставаме баш на истото место. Исто како ова минус 10 да му правиме, нели? На истото минус 10 само. Јасно ли е ова? Да. Да, добро, ајде да видиме. The user John Doe has paid 25. Ако ставам 42, колку ќе ни биде? 32. Добро, 32. Супер. Ајде сега вие пробајте. Прво креирајте
user каде што ќе си се пишете самите вие. Ќе имате name, surname, имейл адреса, адреса на живење, и ќе имате хоби, каде што ќе напишете што правите во слободно време. Еве слушате часови на Едуфрон, сигурно некој спорт, дали кошарка, дали одбојка играте, плюс англиски дали слушате, ќе ви биде на пример хобис и ќе биде вака листа од хобиња. Прво креирајте го тој објект. Тео, повеле? Наставнички може да додадеме ко, например, born, Да, роден. може. Битно е на крај да имате хобија, кај што ќе ви биде листа од хобис. Наставнички, а какви адреси требаше да се става? Имейл адреса. Добро. Одма се враќам.
Тео, повеле? Јас сум готов. Ајде, споделе. Веднаш. Ще го скрием. Еве. Тихови. Кажавме хоби да ни биде во низа, така? Како правевме низа? Добро, и сега на секој елемент ни треба наводници. Измеѓу сите да има наводници. Дали ще тука треба? Така. Добро, ајде сега ранувај го да видиме. Добро, Значи, тие во да. низа ми го печати. Добро, супер. И сега тие што го имаат направено ова, да пробате да ги спринтате едно по едно хобињата, како што сме принтале низа. Исто со фор. И тоа да го пробате. Добро. Ја, Михаел? Сакав да покажам, сега ќе треба да го правам другото. Ај прво покажи ова, па ќе го направиш и другото. Сега. Ајде, name, добро. Kind keyword glowing. Тоа ти е така? Не, беше Па можда конзолок немаш. Ајде да видиме. Да, немаш конзолок. Конзолок user. Зара само после. Ето така. Добро, само тебе хобисти се како објект, кажавме да бидат како низа, баш да ги листаш едно по едно. Например, watching TV, запирка, studying JavaScript и така натаму. Ако можеш да пробаш како низа да ги направиш, да после ги излисташ, баш како претходно што сме ги листале низите во фор. Фала ти. Супер, Константин? Не знам, ми покажува тука грешка дека е. Само малце, хобис, две точки немаш кај хобис. Добра, супер. Ајде сега ранувај да видиме. Ете. Добра, супер. Ајде сега и ти пробај да излисташ едно по едно. Со помош на фор циклус. Добро. Сите хобија. Добро. Фала ти. Другите дали ги креиравте објектите? Сакаш да споделиш, Грегори? Да. Name, surname, hobbies. Добра. Одлично. Константин, сега крена рака или од претходно? Од претходно. Добра.
Дали има некоја што има успеано да излиста листата од хобис? Теа? Готов сум. Ајде, сподели да видиме. Веднаш. Натаго кодот. Сетувањето го веќе преходното да направив за for let key for циклус и овде го направив од хобито вака да се направи. Да пише. Да имаш користено for each, тоа не сме го учеле, дали можеш обичен for да користиш со каунтер? Например, for let и е еднакво на 0, па и е помало. Пробај сам, па уште еднаш ќе споделиш, може? Може. Хвала те.
Сака некој да сподели заедно да видиме? Никола, како иде кај тебе? Добро. Сакаш да споделиш? Имаш Сега. Елена, ајде. Дали го имаш Само заглавив тук. Да, ма тоа не ни требаше. Кажавме да креираме наш юзер, така? Да. Само прво на едното, да има кај се грешките, тука ти треба запирка, али добро, можеш и тука да си го едитираш, таму ти треба запирка, во ред, и тука не ти треба точка запирка, него запирка. Кај прайс. Добро, и место продукт, дали може да ти бидат хобис? Хобис ќе ти биде нешто пише се што имаш. Добра, супер. Сега како би ги излистале? Можеш тука да си пишуваш, да ти е почитко. Ке почнеме со for, така како изменуваме листа. Почне се for, let и еднакво на 0. Имаме counter. Let ни треба и еднакво на 0. Добро, точка запрека, и сега до каде иде ито? И е помало од? И е помало од 42. Не 42, него треба да ги листаме хобис. Моментално имаме 3 хобис, а како ќе земаме големината на хобис? Ке ни биде и е помало, пише си и е помало. Во друга линија. Не, тука после точка запрека, како што листаме низа. И е помало, мислам помало знакчето ќе го ставиш. Помало, ова е поголемо. Другото, ете така. И сега викаме, значи, како ќе го пристапиме објектот на хобис? Викаме прво user, пише user, и сега, како кажавме, за да го земеме кито куцкасти загради, и во него ќе имаш хобис, така ја зимаме листата. Внатре така. Да, внатре. Хобис ќе си пишеш, така го зимаме кито од users, ама ќе ти треба во наводници. Во наводници да ти е хобис. Добро, и сега ова ти ја враќа низата. И треба да знаеме од прилика големината на низата, така да ќе ти биде точка length. Така? Да. Добро, пиши точка length. L е на ГТ. Како? Само малца. Л е на ГТХ. Л е на ГТХ. Добро, точка запрека и го зголемуваме и за 1. И плюс плюс. Добро, и сега отвараме обични загради, сега баш да ја принтаме, да ги принтаме вредностите. Отвараме крли загради. Ето така, пак enter. И тука конзола. Сега како ќе ги принтаме елементите на таа низа? Кажавме да ја земеме низата, треба ова да го напишеме. Прво тоа ќе го напишеме за да ја земеме низата.
user hobbies, баш така како што земаме и погора. Copy paste ќе направиш на тоа. Е тука што ти е подцртано. Значи, ова не е низата. Како ќе ги земеме елемент по елемент? Како листаме низа? Што кажавме предходно, што ставаме? И после тука ставаме плюс уште едни... Не се слушаш. Изгледа на мют си, Никола. Се стави на мют. На мют се. Само малца. Ај. На мют се покажуваш дека си на мют. Е, сега добро. Ето, добра. Значи, ова не е само листата. Како ги земаме елементите на листата? Како ги земавме предходно, некој друг знае да ни каже? А како е што земе? Елемент на низа. Како ја листаме? Ставаме коцкасти загради и во нив стринги само напишеме Ито, Баш. само го ставаме ито, така? Тука да. има уште едни коцкасти загради и ито ќе биде внатре. Така ги земаме елемент по елемент. Супер. Ајде сега ранувај да видиме. Отиде подале. Не ти е точно дефинирано, бидејќи тука ти е со едно Б, а тука ти е со две. Ти ги листа доле, ги гледаш? Да. Football, mathematics, computer classes. Добра, супер. Фала ти, дали се е јасно? Да, јасно. Добра, супер, фала ти. Тео, уште требаш рака? Сакаш да споделиш? Јас го направив, како што ми рекав. Ајде. Ете го. Добра, долното ти е хоби и имаш 2 точки programming history, ти имаш, значи, for циклус почнува од 0, се до сајзот на user.hobby и плюс го земаш и тиот елемент. Добро, супер, фала ти. Некој друг дали сака да сподели? Дали има на сите јасно? За домашна работа има да се искреира објект елка која ќе има properties, боја, број на лампиони, висина, број на податоци и свети true или false. За дали елката свети може да направите функција каде што ќе правите true или false на елкава да свети или да не свети. Дополнителна функција каде што го менувате propertiesот како што направивме со прайсот. Дали има некои прашања? Добро, дечки, ако немате, тоа е се за денес. Имајте убава вечер, па се гледаме наредна среда. Поздрав! До гледање, Добре. убав викенд. До гледање. До гледање.